за развој на економијата на краток и долг рок и воедно ќе се фокусира на следниве основни правци се сосема иновативни решенија во пристапот до финансиски извори, на политиката на нашата партија преку работилници, форуми и дебати најмалку еднаш во месецот, внесување на забрана за трошење на пари од буџетот за рекламирање на владата и државните органи, забрана за авансно трошење на резервите, стопирање на проектите за кои нема обезбедени средства од тековните приходи, поактивно користење на европските наменски фондови и проекти кои се сигурни ресурси за фискални стимулации. При тоа треба да се води сметка, да се почитуваат постапките и процедурите за да нема злоупотреби на довербата на ЕУ кон нашата држава. Подсетете се само како беа злоупотребувани во блиска иднина преку државна агенција ваквите фондови. Поради поволните географски и климатски услови, Република Македонија има прекрасна можност да се ориентира кон извоз на земјоделски производи со поголем асортиман, како и подобар квалитет. Специјален рурален самоодржлив развој по европска програма Лидер Плюс, како и брз развој на руралната индустрија со примена на најнови научни сознанија од областа на автоматска, самоодржлива фарма и обновливи извори на енергија. Да се засилат сите овие активности, потребна се зголеми партиципацијата на граѓаните во власта на локално ниво, а тоа ќе го реализираме со формирање на локални акциони групи, така наречени лагови, како подкрепа на демократските процеси, како промоција за брзиот развој на Република Македонија. Даначно олеснување, наше мото ќе биде да го ставиме капиталот кај луѓето и бизнисот. Тие се нивни, да им го олесниме патот до нив преку формирање на јавни приватни партнерства, бидејќи граѓаните се покажаа многу поголеми домаќини од државата. Јавното приватно партнерство во секторот на образованието, инфраструктурата, енергетиката, здравството, затворите, водоснабдувањето и други јавни услуги. Намалување на сите осигурувања 10% со цел повеќе средства да останат кај стопанството. Забрзаното враќање на ДДВ. ДДВ-то се плаќа на секои 6 месеци како би можел капиталот да се користи повеќе од приватната иницијатива. Ефектот на овие мерки веднаш ќе се почувствува композитивно преку сигурни нови вработувања и ќе се заврза развојот. Константната борба против корупцијата ќе биде програма прв пат ќе биде воведено во македонската политичка сцена. А тоа е партнерство на новата влада на Република Македонија, наречено партнерство со Македонија. За жал, на интересни групи, заинтересирани за нетранспарентна приватизација, не оставија во мрак и неинформираност поради техничката неписменост и сега сме на дното во Европа по развојните параметри, животниот стандард, вработеноста и друго. Почитувани, присутни, делегати, граѓани на Република Македонија, ве повикувам да бидете горди, што во едно вакво невреме стоите на браникот на демократијата. Вие сте носителите на промените во Република Македонија. Вие сте новата политичка генерација која тврдам ќе ги помести работите нанапред и ќе ја приближи Македонија кон западната цивилизација. Да живее демократска десница, да живее Република Македонија!
на иницијативен одбор на основање на партијата. Ве молам да гласаме. Констатирам дека доктор Филип Петровски е избран за председател на иницијативниот одбор